Здраво на сите, драги пријатели, добре дојдовте во Таротот на убавата изненадување. Денеска ќе ги прашаме тарот картите да ни кажат нешто за една скриена ситуација, работа што вие не можете да ја видите, не можете да ја согледате, а има големо влијание врз вашиот живот. Што треба да направите и што ќе се случи понатаму. Исто така ќе прашаме за помош и кај ангелските карти. Па ајде да започнеме. Ајде да го прашаме таротот да ни каже што е тоа што се случува во вашиот живот, а што вие не можете да го видите и реално си има последици. Се знае дека работите што не можеме да ги видиме, немаме контрола врз нив и не можеме да делуваме соодветно во ситуацијата. Во оваа ситуација вие не можете да приметите дека се подготвува нешто во вид на прослава во семејството и дека многу брзо ќе бидете повикани на таква прослава. Тоа значи дека ако ви се прекинати односите или ако не сте комуницирале многу со семејството, може би нема да бидете најсреќни што тоа ќе се случи, така што би ви советувала да го сторите тоа, бидејќи оваа прослава ќе има многу значајно влијание за вас. Тука ќе се сретнете со некоја личност на висока позиција, која што верувале или не, ќе ви понуди работа, ќе ви понуди некаква соработка во иднина, така што ако сте од оној тип на луѓе кој кога ќе слушне дека некде се организира некоја забава, првата помисла ви не, кој ќе се смее цела вечер, кој ќе се дружи со сите, јас си го сакам својот мир и така натаму, ве молам да не се однесувате така во оваа ситуација барем, затоа што оваа забава и оваа прослава ќе биде значајна за вас од повеќе аспекти. Вие не сте во можност да го согледате тоа, затоа што во моментов ви оди многу убаво во животот. Имате многу ангажмани, одите на повеќе места, правите повеќе работи и во суштина уверени сте дека не ви требаат контакти со други, дека не ви треба воопшто помош од никој. Не можете да го согледате тој момент. Не можете да сватите дека некогаш само секунда може да измени целата ситуација. Така што треба да погледнете во тој правец и да не се откажувате од контактите со луѓето од сите социјални сфери на вашиот живот, да не испекнувате комуникација. За да се случи ова, ќе треба веројатно или можеби па и животот ќе ве однесе во ситуација во која што ќе се осамите и ќе бидете соочени со многу настани за кои не сте имале време ниту да седнете, ниту да размислите, ниту да приметите дека постојат или да приметите какво е вашето влијание во таквите ситуации. Така што ќе ви се отворат очите за многу работи. Ќе имате време. Ќе имате време да се осамите и да го направите тоа. Првенствено добивката во овој момент ќе биде тоа што многу по-лесно и побрзо ќе ги завршувате работите за кои што претходно ви требало многу време.
бидејќи верувам дека главно сте се подпирале на себе и не сте чувствувале дека постои потреба или дека вие сакате да бидете некому должни или да правите нешто со нечија помош. Животот е таков. Во одредени моменти можеби вам ќе ви помогне некој, можеби вие сте помогнале некому без да бидете свесни, ненамерно, со некој ваш гест, со некоја ваша постапка. Така што треба да го отворите срцето и да видите со колку и како можете да комуницирате. А ќе ги прашаме и ангелските карти, што може да ни предвидат во оваа ситуација, која што вие не ја согледувате. За среќа дека не ја согледувате затоа што ќе наоѓате во многу позитивна околина, исполната со можности, но сепак картите кажуваат дека може да биде уште подобро. Ајде да видиме што ни кажуваат ангелските карти. Кај ангелските карти забележуваме прво дека треба да верувате дека вашите молитви, вашите желби ќе се исполнат и дека буквално Божјата мајка ќе ви донесе некое чудо. Значи нешто што веројатно сте го заборавиле, за кое што веројатно сте одлучиле дека нема да се случи, ќе се случи. Бидете уверени дека ќе се случи. Тука гледам картата на ирската божица Меив, која кажува за циклусите и за ритмот на животот, кој што треба да ги почитуваме, како циклусите и ритмот на своето тело, на нивото на енергија, емоциите и се останато што се одвива во животот. Знаеме дека животот е едно тркало, дека работите се менуваат и дека соодветно на тоа треба и ние да се прилагодуваме. И последната карта од божицата Куан Јин ни говори за моментот на сочувство. Таа не подучува дека треба да престанеме да осудуваме и тоа да не ги осудуваме другите, но да не се осудуваме и себе си, а да бидеме фокусирани на љубовта и на светлината која што се наоѓа во секого од нас. Многу често ние знаеме да се ставиме во ситуација кога не се допаѓа нешто или некој, да осудуваме, иако не би сакале нас да не осудува некој. Меѓутоа си ја даваме таа слобода да ги осудуваме другите, без да знаеме што всушност се случува во нивниот живот. Не рекле за џабе, облечи ги моите чевли, па потоа говори за тоа каков сум јас. Она што секако го знаеме е дека секој што го сретнуваме е наше огледало. Тој само ни покажува работи кои инаку ние не би ги погледнале, а секако се дел од нас. Така што, драги мои, следниот пат, кога ќе отворите уста да прокоментирате за некого или кога ќе сакате да ставите некому коментар на Facebook, на Инста, TikTok или било каде, помислете прво. Што сака
оваа ситуација јас да то знам за себе. И бидете благодарни. Навистина, некогаш е тешко да кажеме дека сме благодарни за постоењето на некои луѓе или некои настани, меѓутоа се што постои околу нас е режирано од нас самите. Затоа, бидете благодарни што постои, согледајте ја ситуацијата, научете ја лекцијата и продолжете понатаму. Ви посакувам убав ден. Тоа беше се за денес, драги мои пријатели. Се надевам дека информациите кои ги добивте ќе ви помогнат да влечете вистински потези во врска со ситуацијата во која се наоѓате. Доколку ви се допаѓаат видеата на Таротот на убавата изненадување, ве молам да го стиснете копчето subscribe, што значи да го заследите каналот, а тоа пак значи дека секогаш кога ќе има ново видео, ќе бидете известени. Всушност, за да се случи тоа, треба да стиснете subscribe, ама треба да го стиснете и звончето што се наоѓа веднаш до копчето за заследување. До следниот пат. Пријатно!